19 часот имаме тамо во ресторант, овде лично мене организирано и се што можеме да направиме. Меѓутоа, претходно сакам само две-три работи да кажам, да скратам. Фронт за национален спас, не, фронт за спас на Македонија. Да, одлична реченица, сето тоа добро е спакувано, меѓутоа, мислам дека фронт за спас од криминалот и корупцијата во Македонија. Тоа е прво прашање кое што треба да се решава. Во однос на кривичниот закон што председателот го кажа и измените, има спас. Единствено, само Уставниот суд да го прогласи за и да донесе временна мерка за непримена. А можеме да поднесеме такво барење. Ама да, ако се договориме цврсто, не и така натаму. Значи, јас ви кажувам што е по закон. Уставниот суд може, по наша иницијатива на демократија, да го укине и да се донесе временна мерка за непримена. Сите се плашат. Разговарајќи вие, господин председател, со вашите адвокати, ќе ви кажат исто. Гарантирам така. Втора работа е тоа што партија за пензионери, како се викало и твој или е Николовски. Ја ми пуштил порака во која што бара средба за формулата за пензиите. Ја викам об индексацијата која пред очи. Што не ја гледат? Јас имам моја партија во рамките на мојата партија, јас ќе ја преложам формулата. И тоа лесно може да се заврши затоа што таа целна група може да гласа. Зашто секој го гледа тој интерес својот. Демократи се приближа до интересот на обичниот гласач и на обичниот граѓанин и тогаш ќе добиеме гласови. Конкретно. Значи секој размислува. Така натаму. Тоа идеологии, не идеологии, например, меѓутоа јас навистина предпочитам доста работи во образованието зборувате. Тоа за да ви кажам, сега е најтешко на факултетиве вратава да ја отвориш. Не испит да положиш, доста се запишеш, посебно дека и нас нема гаје. И тоа изгледува. Значи, квалитетот давај џоди нас. Слушай, значи, квалитетот секогаш треба да го врзуваме за квалитетни луѓе и второ да ви кажам лично лажни авторитети не почитам. Воопшто не почитам. Затоа што толкави искуство имам и толкави работи имам во животот со мене се случувано, да и самото образование ми покажало многу работи. И, знаете, ние можеме да зборуваме како партија на ние конкретно ниво Тетово, јас имам минус. Но кај не минуси кај некој друг. И така натаму. Но јас сакам да биде пуна ова сала. И ја не сакам да имам утре пораз на изборите. Искрено да ви видам. Јас сум дојден со мира, со препорака, најдобро поради авторитетот на дека другите јас. Имам пуна, не, имам за сите добро мислење, но најмногу поради председател. Ама нема да мислите дека јас сум се да борувам нешто, па немам јас причина така. Па сега на 8 11 сега јас само имам суди. Требаше да дам опремдат. Ама јас, како што излегувам од амбасада, таму влегува председател на опозицијна партија. Најголема. Само јас го гледам, него не ме гледа. И сега се прашувам што е, но добро, не ми јасно што е. Така да, јас за тие работи мораме да работиме на, ако само да ве подсетам, на прекрасно предавање на професор Чето Сазов, јас сум ушен на него многу добро спомна, основа е гласачот. Како да ви кажам, да дојдеме до него, а ќе дојдеме само ако не промениме интересите него. Само тоа. Пензионерите се се целна група. Ова што некој пати во разговор со Распозор Светлес. Таа е целна група. Овој генералот не се јавува случајно. Ја не знам од кај го дознал, ама јас често пати вака зборувам за таа формула. И не би да фала, ама законот за супервизија на осигурувањето. Тоа не е за закон за пензиско и инвалидско осигурување. Ова е општ закон, тој закон го содржи овој друг, него тука инкорпорира. И тука се правила. И тук предносиме формулата за да париме им се во буџет. Ја не знам што сакат. Направете индексација. Индексација е колку што би инфлацијата, толку да зголеми. Тоа е престо. Не е тоа
isto ima odnos na zemljodelje. Neka sekla država, ja sam работал други по министерства, пред Министерството за земеделие ме викна Бранко от Цървека да формираме агробеза. Покойни Евти Манчев министър. И ники я формирам, ники може да я формирам. И аз тогаш сватих, що значи земеделие. Има това по-подък по сума цел, че не бъде. И повече. Ама тогаш сватих, що е. Цела държава лежи на пелагония, на земеделието. Храната. И полок. Па да, и полок, колко нищо им градът го нема, тето спило и да. Сега, ама е тежко найден, да ви кажем право. Много е тежко найден. Да се чуди, що наместо тия субвенции така няма. Сега да не е должен, аз би вече, я би забрал сама, ако държава сметка, поради човек от я госте во 12 да не става ключ. Ама сега те седи, после седи така да е, както беше шефът така. Ви благодаря. Прикрчани домакинот, прават на Тавше Граче. Добро вече сите добри луѓе Македонија, сите селенци и мора да напушат државата од домашната и на државата е претворија во Тулитава. 30 години немилосрдно плячкање, уништување на државата, уништување на судбините на луѓето, кои допринесува да се иселат најдобрите синови на оваа земја, највредните синови на државата. Толку години, знаеме историјата на Македонија, знаеме колку е пропатувано, колку е меѓутоа за овие 30 години што е направено, никој досега вкупно, сите непријатели немаат направено. За жал. Секој обид да се укаже, не да се поправи, само да се укаже на криминалите, се напаѓа. Како што сега напаѓаат демократите, затоа што ја го отварат очите на луѓето. Не може во една држава, кај што нема правда, да нема ништо не може, затоа што сето од неправдата се расипува и образованието, и здравството, и секој сегмент од животот. За жал. И секогаш вниманието се врти кон друга страна. Очите на народот да свртат на друга страна, за да не бидат истината да се разберат. Нема правда, нема мир. Гледаме, се случи онкологија, се случи многу работи. Да не беа протести, како што ние присуствувавме и за президент. Немаше никој да спомне, кога се спомна онкологија, кога застане делото на најголемиот криминалист на Македонија, тоа се појавува министерот за внатрешни работи, вели, имаме луѓе, име по презиме луѓето од онкологија. Не ги дадоа денес, меѓутоа го кажува тој ден, за да се спомне дека застарело делото на криминалист. Се ова премиерот вели дека ќе има ефтина струја после нова година. Ќе има покачување пензиите од март месец. Значи, кој ќе преживее, тоа се све приказки за деца. Луѓе народот сака 900 години. Сите здружени и во владата, и во парламентот, здружени криминалци, нема позиција. Сите се по позиција и сите тие чуваат позицијата да не одговарат на законот. Никој не збори за проблемите на граѓаните. Никој не збори за тоа што се случува криминалите, неправите. Него све се оправдува. Народот не може да живее од оправдување. Како што не може да живее од ветувањата на исполнител сега. Колку кривични работи не се разоткрили до крај, не се расчистени. Тоа ни стои како демоклов мач, затоа што може да се повторат, ако тие луѓе не одговараат за своите криминални дела. Ние сме спремни да одговараме за секое лошо што сме направили. Верујте, и нема да се оправдуваме, нема да негираме. Меѓутоа, луѓето, верујте, овие сите синови години, политичарите не прават удави. Формираме партии, национални и не знам какви, и сите се у коалиција за да црпат од државата од народот. Затоа што никој никогаш не слушат да стане, да каже, луѓе имаме проблеми, се селуваат младите. Деца се селуваат више, млади.
Основно се силува. Луѓе имаме криминали таму и таму. Никој не станува да ја каже, чекај, јас се оградувам, че не се оградувам, че сите ставаат прст во медот. Ние демократи сме тука, собрани, да се бориме во крај тоа да го промениме. И ги повиквам сите добри луѓе, сите честни луѓе, да не се придружат, ради нив самите, не ради нас. Ние немаме претензии за власт, ние немаме претензии за функција, ние имаме претензија да ја видиме оваа држава стабилна, великетна, за да може да доаѓаат луѓе да се враќаат. Добро вечер, тетовчани. Добро вечер, тетово. Добро вечер, почитувани дами и господа. Срдечен и топол поздрав од мене. Денес се собравме со една цел. И ова е дел од серијата трибини кои што се организираат со цел формирање фронт за спас на Македонија. Одиме со забрзани чекори кон формирањето на фронтот за спас на Македонија. Ги повикувам сите освестени правни, политички и физички субјекти да пристапат во овој фронт, бидејќи сме единствената опција која што нудиме честност, која што нудиме добробит за ова општество, бидејќи сме честни и хумани луѓе. Имаме добро минато без политички криминали. Ние самите не сме политичари. Ние пристапивме во политиката од мака, гледајќи ги несогласувањата кои што секојдневно се случува, гледајќи го криминалот, гледајќи го пустошот во сите сфери во нашата држава. Ние сме, да речеме, поосвестените. Ве повикувам, сите поосвестени кои што имате темел и основа, пристапете кон нас. Фрлете го егото, фрлете ја гордоста, фрлете ја суетата, поради едно добро, а тоа е спас за нашата мајка, Македонија, која што се превиткува и секојдневно моли, ни упатува секојдневни пораки, колабирана во колапс моли, бидејќи народе ја губиме нашата држава. А знаете што значи? Како е да се губи мајка? Мојата држава е синоним на мојата мајка. Мојата мајка Македонија. За неа пристапи кон демократи. Во демократи влегов точно поради моите лични убедувања, точно поради идејата, гледајќи ги тие несовршености и колапси во системските политики. Срцето ми крвари и плачи, бидејќи знам што значи една Европа, една развиена Европа, затоа што сум била и сум го видела функционалниот систем, но тука, за жал, тука немаме прак на освестување во нашата држава. Луѓе бре, политичари бре, до кога ли нема да ви биде доста? Уште ли сакате да продолжите со криминалот? Зарем малце вие? Дајте му на обичниот граѓанин да живее. Дајте му да пулсира и диши. Дајте му слободарски идеи. Дајте му една нормална држава. Дајте да видиме среќни лица на секој граѓанин во оваа држава. Дајте да не гледаме апатии, да не гледаме таксири, да не гледаме судбини.
чекор до чекор околу нас сето е судбина. Криминалот, здравствениот систем, образованието, точно се плашиме, живи да влезиме во болница, оти да не излезиме мртви. Темава е долга и широка. Навистина ова го кажувам со тешко срце. И ве повикувам, и апелирам до сите совесни граѓани, фрлете го егото, фрлете ја гордоста, фрлете ја суетата ваша, само со една цел. Дојдете со нас, бидејќи сме честни и поштени, не сме за криминал. Ние сме единствено за спас на нашата мајка Македонија од криминалните банди и структури. Бидејќи ние сме демократи, бидејќи ние не се согласуваме со политиките кои што 32 години се водат во нашата држава. Затоа, да ни живее Македонија, Македонија вечна. Попитувам ли освестени луѓе, ве повикувам заедно со нас во фронтот за спас на Македонија. Македонија вечна и вековита. Драго ми е што ве гледам, што ве има и од Тетово, и од Битола, и од повеќе градови од Македонија. Многу е едноставна причината за која што се наоѓаме ние денеска овде и за што говориме. Не функционираме. Нашата држава не функционира. А ние се бориме за функционална држава. Значи сите овде, кои што сме на оваа трибина, сите имаме огромни страдања и животните маки кои што ни ги направија овие злосторнички партии, кои што 32 години функционираат и никако да слезат од власт, не натераа нас, фала му на Бога, што така се деси, па ете, нашата борбеност се поттикне да биде што поголема, што посилна и ништо нема што да не спречи за да продолжиме борбата за спасот на Македонија. Сите учевме во школа математика и знаеме што значи координативен систем. Координатен систем, се извинувам. Во координатниот систем по хоризонтала и вертикала има позитивна и негативна страна. Едната оди во широчина, другата оди во длабочина и во небес. Од двете страни по тој систем и во плюс и во минус постојат можности до бескрај да се движи. Што год да е во овој универзум. Па ве прашувам вас луѓето, сите и самата себе се прашувам, каде се наоѓаме ние во координатниот систем? Очигледно ние, кои што сме тука на оваа трибина, се наоѓаме во минусната состојба и тоа не може да каже никој до каде, да измери до каде во минус, во хоризонтала и во длабочина. А политичарите наши на врвот во пирамидата и по хоризонтала поприлично си се проширија, си покачија пензии, тоест плати. Не гледаат одгоре како некои, не знам, како некои секти незначајни, неважни, како мравки, кои што колку и да гракаат, колку и да зборуваат, ние ќе ги купиме, ма тие се незначајни, ќе им дојде времето на цената, ќе се приклучат на некои од поголемите партии, ќе се приклучат на ВМРО, сигурно ќе победи. И што ја да знам, што и да помислуваат, не мислам добро бидејќи не познаваат, не ни го познаваат нашиот дух. Ние сите по генерации овде сме луѓе кои што доаѓаме по фамилиарно, што можам слободно да кажам за моите родители, беа честни родители, така сум и јас. И затоа немавме просперитет сите овие години, додека живеевме, додека ги стекнавме овие години зрели, немаме некој поголем успех, затоа што заради партиските вработувања,
заради криминалот кој што постои, заради сите причини, а криминалот е поприлично пуштил длабоки корења во сите сфери во нашето постоење, е срамотно да се каже дека дури и за еден обичен чистач му е неопходна партиска книжка за да се работи. Обичен чистач. Што значи обичен чистач? Во современите држави знаат дека и тој чистач од него зависи колку ќе му биде чиста и здрава околината. Знаат дека ако хирургот е врвен, секој ќе отиде кај тој што е едуциран и тој што го бива. Денеска со купени дипломи, искрено да ви кажам, фала му на Бога, здрава сум, меѓутоа ако нешто ми се случи, јас не знам дали би отишла да некој ме оперира од овие с кои што имат платени дипломи и кои што кога ќе дојде време да се соочат со човечки живот, да го решат, јас не би застанала под нож на некој хирург да ме оперира. Не би да се случи. Многу работи има што да се зборува, меѓутоа ми се чини дека за да се има функционална држава е најважно да се има свест. Да се сака земјата, пред се да се сака, да се има љубов во себе, а ако се има љубов во себе, таа ќе се пренесува на секој друг граѓанин и свеста ќе се шири, затоа што љубовта дава нови идеи, нови неограничени способности за како да се решаваат проблемите. Човек кој што е отворен во својот мозок, со својата свест, секогаш има решенија ако се сака за себе. Има неколку основни поставки низ кои што се гради едно човечко општество. Прво е човечкиот живот. Најважен е човечкиот живот. Тука да ги прашам сите од здравството, што ќе ми одговорат кога овој криминал што се случи, што се случувало и Господ знае колку и на нас се случувало, човечкиот живот колку стана важен? Нула. Може би испод нулата. Важна е транспарентноста на информациите. Транспарентноста е нула. Исто така. Немаме спознание што се случува во парламентот, надвор од него, медиумите не лажираат, ни ги дават погрешни информации за се што се случува, не знаеме, живееме во нека темница на мрак на информации. Нас демократи не ме даваат, луѓето зборуваат да се изјасниме, да учествуваме во деватни емисии, ако тоа веќе можам да кажам слободно, веќе почнува да се менува. Драго ми е што многу наши говори ги применуваат и дај Боже да спроведат што повеќе решенија, меѓутоа секако не очекуваме многу од нив, затоа и ве повикуваме не само Тетово и цела Македонија да бидете заедно со нас, за овој фронт да биде што поширок, што посилен, затоа што колку што сме сплотени, колку што толку сме посилни и заедно ќе можеме да менуваме Македонија и да го менуваме овој систем да ни биде здрав, на здрави нозе, да застанеме и навистина да си ја сакаме Македонија таква функционална, процветена, може би како што една кажуваше во златен плашт, огледаме и дај Боже да биде таква. И ми се чини дека ние сме тие кои што таа борба ќе ја добиеме таа битка. И очигледно Бог ни е дал таа мисија нам, бидејќи сите се чувствуваме и пулсираме како едно. Ви благодарам и бидете со нас што повеќе. Почитувани тетовчани, прво да ви се заблагодарам за гостопримството, на подпредседателот Визет, на Јордан, на другите тетовчани. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што јас исто на шала
малко да се насмееме затоа што толку тешки работи отворивме од председателот господин Јорго Огненовски, кој исцрпно ги опфати скоро сите теми кои ја оптеретуваат Македонија, до подпредседателот, до сите говорници пред мене и сите ме инспирирате да дојдам, затоа што јас најмалку 1000 пати сум го поминал овој пат од Скопје до Гостивар, затоа што татко ни беше од Гостивар, Бог да го прости. И секогаш на враќање застанувавме, кога одевме во Мавро, застанувавме во Тетово, одевме во Текето и секогаш убави спомени ме врзуваат за овој град и со голема сета и тага можам да приметам дека од еден убав град, од еден мал, мирен град, стана нешто чудно, просто да ви кажам, ми е како некој немир да осетам. Хаос во сообраќајот, слушам на вести дека е хаос со отпадните материјали, нема депонија прописна, значи почна дури и Шар-планина, што секогаш сум се представувал како на шала, јас сум шарпланинец. Шар-планина што е една невидена убавина, да ја злоупотребуваат, не мора да кажам кој е, сите многу добро знаете кој е. Значи, тоа е страшна работа. Меѓу другото, еден од нашите членови, морам да го кажам, затоа што е клучно, затоа што она ние што го зборуваме не се само флоскули и говори напишани или осмислени, него тоа се случува секој дневно. Еден од нашите членови, кој на жалост има проблеми со зъбите, не може да го каже тоа, има и шекер, е еден многу добар, честен човек и е тука во Сава. Господинот Изет го спомна еден дел од проблемите што го мачи, дека во неговото село направиле, во училиште направиле штаб и чуваат говеда во училиштето. Кој им даде пари за училиште да го користат за чување на говеда? И тоа демократи, бидејќи ние сме на страната на честната страна, на страната на вистината. Демократите го покренат по иницијатива на подпредседателот во една дискусија со председателот, со мал круг на луѓе, рековме дека ќе го покрене тој процес да се види кој е одговорен, кој има право да каже овде ќе чуваме говеда. Па тоа се државни пари, тоа е училиште, тоа е таму, без разлика дали има деца во тоа село, може од друго село да дојдат. Значи тоа е наменето за образование, може да се направи друг центар, може од страна да доаѓаат луѓе. Значи објектот е направен за да биде образовен објект. Тој истиот човек, кога тргнавме наваму од Скопје, комшија ни е, го земавме и ни каже, знаете што? Баш ми гаја. Се изнервирав, вика, вчера, ама ќе ви кажам искрено, вика, ме избркаа од работа. Зошто? Па затоа што сум, вика, демократ. Ми рекоа, вика, на работа, ама ти, вика, те гледаме со демократ. Да, вика, јас сум демократ. И го избркале од работа. Значи, тој едва се мачи да оствари некоја дополнителна пара, е стручен и ми е потребен. Го избркале од работа затоа што е член на партија Демократ. Можете да замислите колку тие големи партии кои имаат 300.000 гласачи, 200.000 гласачи, ќе имаат 35 пратеници, 50 пратеници, го бркаат еден човек кој е дојден од село во град да оствари некој динар плюс затоа што му е пензијата мала. Тоа е трагедијата на јас само ќе ги наречам бескичменјаци. Бескичменјакот може да се превитка и да преде од една партија, во друга партија, во трета партија и сега ги гледаме на телевизија на дебати нашите тези, што кажа Јана, добро е што се придвижуваат работите, затоа што веќе немаат каде додат. Све кажуваме. Председател на секој говор сите работи ги
кажува, и со најдиректно, најхрабро, најсмело, криминалци, вие сте криминалци и ќе одговарате за тоа, им кажува. И сега тие почнуваат, ама тоа беше затоа што беше вака, затоа што тогаш тој закон со евро. Чекајте, па вие немате работа со неписмени луѓе. Во Македонија има многу паметни луѓе, има интелигентни луѓе, нарочно во времето на интернет, све се следи, све се прати. Јас работев уште во почетокот, кога се оформи интернет до 95-96 во Министерства и работевме на Македонија да влезе уште во Европска заедница, да почне да се асоцира заедно со Словенија. Верувате дека не само што ништо не се смени, тогаш подобро работеа компјутерските системи, сега почнаа да пропаѓаат и големите компании затоа што се иселија стручњаците, се иселија младите луѓе кои работат, едноставно не сака да работат за 500 евра, за 600 евра, 700 евра. За истата работа ќе заработи 2000-3000 евра во една малку поразвиена држава. Во Хрватска одат да работат за да земат некоја пара. Некој го спомена тоа дека патот, инфраструктурата до Охрид, па колку време требаше да се тоа требаше да се направи пред 50 години, не последниве 10 години што се влече со веќе отидени 600 милиарди. Веќе отидени. Ама таа фирма градела, слушам на дебата, ама таа фирма градела, не знам, има добро реноме и така натаму. Во ред, нема проблем. Може да дојде и најбогатата фирма овдека, меѓутоа никој не е имун на корупција. И богатите фирми со тоа се бават. Ако видат коруптивна влада, ќе им погодат пари и корупцијата секојдневно расте. Цело дека не дојде до момент каде се распаѓа државата и демократи сакаат да ви обрнат внимание на една работа. Значи, големите нашите пријатели и големите сојузници нема да дозволат оваа држава да се распадне, затоа што они имаат премногу вложено и напор, и обука, и пари имаат дадено овдека, нема да дозволат, значи, они имаат едно ниво на толеранција до одредена граница. Ако ние македонците, албанците, бошњаците, сите народи и народности се заробени и уплашени, верувајте ми, големите држави нема да дозволат, зборувам за Соединетите Американски држави и Европа, нема да дозволат нивните инвестиции и нивните планови да пропаднат заради некакви ситни криминалци, зборам ситни во однос на големината на тие држави, иначе воопшто не се ситни. Тие се и за нивни размери се огромни лопови. Мислам, тоа милиарди да се украдат. Па тоа го нема ни во земји кои имаат осум. Знаете ли дека Хелмут Кол, кој ја обедини Германија и кој беше еден од најпочитуваните во 90-та година бе во Берлин, кога се обедини Германија, па тоа беше нешто величествено. Хелмут Кол го сменија затоа што неговата партија некој ги обвини дека добила 80.000 марки. 80.000 марки. Па овде 95-та година не разговараа за 80.000 марки за бензинска пумпа да се дозволи да се отвори. Нормално министерот. Знаете 80, овој 95-та кој беше министер за транспорт и врски и истата работа, значи си оди СДС, ВМРО го надградува. Го надградува, ама на жалост само во овие работи, во лоповските работи. Да се враќа пак СДС уште понапред оди. И на крај дојдовме до тоа да сите викавме, абе како може државата да продаде, нема шанси, тоа не е возможно. Па ние лани одевме 15 дена демонстриравме секој ден со деца, со мали деца, со колички луѓе, доаѓа пред тоа држаше мицковски говор, ние не се предаваме, не даваме името, готово, после ај ќе си одиме на одмор сега, па после ќе решиме. Отидовме на одмор, умеѓу време го смени. Измислија. Значи, измислуваат што сака. И никој нема право да им каже нешто. Освен ако дојде нормално амбасадор од Соединените Американски држави, од Холандија. Неколку пати веќе ја споменувам, има 200 пати поголем буџет, а е 1/3 поголема од нас. Еве, 4 пати имаат повеќе жители. Ама не може да има 200 пати да се побогати од нас.
па ние барем да стигнеме 1/3 до Холандија, ние ќе бидеме Швајцарија, буквално. Затоа ве молам сите што имаат прилика да го гледаат ова, да се придружат на фронтот за спас на Македонија. Зошто? Затоа што има една, јас како музичар ќе искористам, онај кој цвика може да се слика. Тоа е буквално не знам више друг јазик пред тоа ме обвинува дека филозофирам, дека кажувам некои економски параметри и така натаму. Меѓутоа, овој народ треба да свати една работа, дека готово, црвената линија е помината за големите држави, а ние уште ќутим. Како што кажа и председателот и Господ, како вика? Да, Господ е секогаш со нас, меѓутоа ние колку даваме, колку се вложуваме, толку повеќе ни помага Господ, затоа што од нашата волја ни е дадено по сите учења, по сите религии, ни е дадено да имаме слободна волја. Ако ние им ја даваме слободната волја затоа што се плашиме и со украдената слободна волја, фактички немаме слободна волја, сме робови, одиме, гласаме за нив, еднаш гласаме, два пати гласаме, ајде еднаш, два пати ќе ни излажат, третиот пат ќе ни излажат. А колку пати треба? 30 пати треба да ни излажат за да се освестиме. Нема да има шанса 30 пати. Ако овој пат не се придружите на фронтот за спас за Македонија и не гласате за демократи, затоа што демократи имаат шанси да предложат работи, затоа што немаат багаж, немаат товар, немаат излажено 10 пати пред тоа, па сега да не им веруваат. Значи, размислете малку. Ова е моментот да се придружат сите на демократи и на фронтот за спас за Македонија, затоа што веќе нема да имаме шанс. Вешаме Македонија и благодарам е точно. Добро вечер, народе на Македонија. Локомотивата демократи во својата траекторија низ Македонија стигна и до Тетово. Тетово е градот кој имаше 15 жртви, кои за 3 минути изгореа во модуларната болница во времето на така наречената пандемија на COVID. И кој беше кривецот? Кривецот беше кабелот. Иако за модуларната болница немаше дозвола за приклучок на електродистрибуција Тетово, иако проектите не беа валидни за конструкцијата на објектот, иако министерот има одговорност, и онај поранешен директор на Брако исто така има одговорност. Обвинителството затаи. Обвинителка која отиде во пензија јавно кажа кој е крив. Кривците се знаат. Ова е мала држава, се знаеме сите. Сите сме, можеби, и роднини во оваа држава. Ја гледате структурата на говорниците на демократи. Ова е доктрината на демократи, која преку фронтот за спас на Македонија ве повикува да се организираме, бидејќи ние идиме во името на правдата и во името на вистината. За христијаните Спасителот Господ Исус Христос на гората на блаженствата рече: блажени се жедните за правда, бидејќи ќе се наситат. Значи, ние очекуваме да се наситиме. Значи, ние нема да бидеме жедни за правда, бидејќи ќе достигнеме и правдата и вистината. Муслиманите го признаваат дека е пророк. Значи, Исус пророкувал дека правдата и вистината ќе победат. И јас верувам во тоа. И ние сме собрани овде во името на идејата на правдата и на вистината,
Собрани сме околу идејата која ја потегна нашиот председател Јорго Гненовски, кој не беше досега во ниједна политичка структура на криминалните банди на СДС, ДУИ и ДПМН. Криминалците се идеално организирани. Значи, идеално ништо не им бега, целиот политички систем, институција, агенции се нивни. Мене ми е радост, бидејќи представуваме надеж за народот на Македонија. Луѓето ни викаат, продолжете така треба. Не сме ние професионални политичари, ние сме од народот и за народот и имаме задача да ја завршиме оваа работа во името на народот. Зошто фронт за спас на Македонија? Бидејќи Македонија тони. Заврши периодот на пустошење. Значи, од една држава ценета во Обединетите нации, бидејќи ние како Република Македонија, дали народна, демократска, социјалистичка Република Македонија, ние бевме држава единка во склоп на Федерацијата Југославија. Дури основачи сме на повелбата на Организацијата на Обединетите нации некаде 1948 година. И таа повелба во името на Југославија ја подпиша тогашниот, да го наречам, министер на Македонија Емануел Чучков. Значи, ние сме држава која е одговорна и која се бореше против злото наречено фашизам за време на Втората светска војна. Меѓутоа, ние денес се наоѓаме во еден друг фашизам, во еден криминален фашизам. И наша задача е да се бориме до конечната победа. Значи, идејата на демократи е да победиме. Нема враќање, нема вртење назад. Исус вика, тој што се врти не е достоен да ме следи. Значи, ние треба да ја гледаме целта. Не да се враќаме назад, но треба да застанеме зашто дојдовме до оваа ситуација и да ја изанализираме. Времето на пустошење на Македонија помина. Сега е време на пеплосување. Сакаат да ја пеплосаат Македонија. И внатрешни и надворешни непријатели. Јас ги нарекувам одамна антимакедонци кои немаат чувство за оваа држава. Бидејќи за оваа држава гинеле борци, комити, партизани, без разлика од која нација, од кој народ или народност биле. Тие луѓе, јас ги викам мој народ, бидејќи биле лојални на правдата, на хуманоста, на вистината. И тие луѓе нема никогаш да бидат заборавени од ниеден народ. Ние зборуваме овде дека не можат 40 километри пат за автопат за 10 години да се направат. За 10 години не можат еден автопат над земја. Ние немаме пруга спрема Албанија и спрема Бугарија, а живееме во 21 век. Наместо да имаме директна патна мрежа преку сите градови, директно дури од Битола до Струмица. Тоа е една брука невидена. Не постои еден автопат на границата со Македонија кој треба да биде приложение на оној поранешниот пат Вија Игнација. Уште не сме кадарни тоа да го направиме. Порано пред 70-80 години имаше теснолинејка од Охрица, Албанија. Докаде сме ние? Ова е невидена брука. Сега нешто ќе кажам за фронтот за спас на Македонија. Тој е фактички фронт против криминалот, корупцијата, неморалот, бандитизмот на елитите на СДС, ДУИ, ДПМН и нивниот сатанизам. Тие елити сакат да ја уништат Македонија. Во нив ништо нема човечко. Во нив е се бездушно. Имаше еден политичар од Советскиот сојуз 1963 година, се викаше Никита Хрушчов, кој во Обединетите нации го изваде чело од револтирани, маваше на говорницата, велејќи им на партнерите од Соединетите Американски држави дека треба да престанат во трката за вооружување, бидејќи вооружувањето не е корисно за нивните нации.
Тој зборуваше дека нивните нации треба да бидат богати и просперитетни. Дори во негово време почна да се произведува Кока-кола, значи во Советскиот сојуз. И не само Кока-кола, сите производи кои беа достапни на америчкиот пазар. И мене сега ми доаѓа да го извадам чевелот и да малам овде на масата до сите оние мали партии кои ги водат суетни водачи, горделиви водачи, кои не биле досега во власта, а произлегле од двете криминални големи политички партии СДС, ДУИ и ДПМН. Јас ве разбирам дека вие правите некаква ваша програма за која повикувате да се обединиме околу вас, но вие имате една црна точка, бидејќи вие бевте во структурите на тие две криминални банди СДС и ДУИ и владеете заедно со они по 15 години и сега сакате да ја спасувате Македонија, се правите големи националисти. Разбирам дека и вие имате некој дар од Бога, некоја харизма. Тоа го ценам, но ако сте искрени, ќе дојдете со фронтот за спас на Македонија на демократи. Бидејќи јас имам нешто лично да ви кажам. 25 години сум општествено-политички активен. Се борам политички против криминалот тогаше на СДС со криминалната приватизација, со која ми ја следоја фирмата, предпријатието, не оставија без пари, без акции. Се борех против пирамидалната штетилница ТАК за обештетување на штедачите. Се борех против градењето на 4-ти блок на рек Битола, кој требаше да увезува јаглен од Грција и уште повеќе да ја загадува Македонија. И да не зборувам уште повеќе. Значи, вие немате повеќе стаж од мене. Ве повикувам да дојдете и идеално да се здружиме за спасот на Македонија, за спасот на овој народ, за секој македонец, албанец, турчин, боснак, србин, хрват и било кој што живее во Македонија. Јас не сакам да гледам на пол, на боја, на религијска вероисповед, на националност, на идеолошка припадност. Јас сакам да ве викнам да ја спасиме Македонија, бидејќи ако не доаѓате вие, ние продолжуваме напред. Локомотивата демократи има траекторија и секоја локомотива влечи вагони, а вагоните се народот на Македонија. И секоја локомотива и секој воз има своја цел. Ние ја гледаме целта и не отстапуваме од неа. Запамтете ги овие зборови. Ние ќе победиме. Ние ќе победиме без разлика дали вие ќе дојдете или не. Доколку не се приклучите, вие сте предавници, вие сте лицемери, вие сте бездужници и не сакате обединување на сите политички структури на Македонија кои се борат за обновување на Македонија. Ние ќе најдеме луѓе, ќе ги повикаме и младите да се вратат. Македонија има капацитет. Ние ќе ги обновиме и селата, ќе релаксираме бирократијата, ќе викнеме стручњаци кои можат да ја обноват Македонија за неколку години. Имаше еден белгиски представник од Европската унија кој рече: вие како Македонија можете за 2-3 години да излезете од кризата и да имате стандард некаде близко до Швајцарија. Ние можеме да овозможиме секој во Македонија да има најмалце 1000 евра плата. Овде Бог изобилно дал се и се што. 2 жетви дал. И сега некој ќе речи нема пари за пензионерите. Па ако се скрати бирократијата има не за 20.000 минимална, а туку за 30.000 денари минимална пензија. И ги повикувам пензионерите и младите. Ги повикувам и работниците, и земјоделците, и занајчиите, и медицинските лица, и учениците, и студентите, и свештениците да се приклучат со нас, бидејќи ние не сме лицемери, ние сме луѓе од народот, а народот секогаш победува. И немојте да се плашите ако ви прават притисок.
Ние победуваме. Ви благодарам. И како за крај, јас кратко само, бидејќи веќе трпението е при крај на сите вас одеве што сте присутни, па најма да се обратам. Јас пред 5,5 години влегов во политичката партија Демократи и влегов поради тоа што сметам дека во Македонија се случува неправда и дека ниту една политичка структура, ниту СДС, ниту ДПМН, ниту ДУИ нема да променат ништо во државата и нема они да направат никакви промени за младите и тоа го гледам дека континуирано младите се иселуваат. Јас со моето стапување свесно, значи јас сум ја запечатал мојата кариера во Министерството за внатрешни работи и било кој државен орган во Македонија, нели поради нели што имам партиска книшка, меѓутоа не жалам за тоа, бидејќи сметам дека сум одвел пат да направам нешто за мојата држава и да направам за луѓето кои што би се нашле во тој државен апарат, да бидат луѓе кои што ќе бидат со стручност и квалитет и тоа ми е единствениот цел и мотив за кој што не жалам и нема да жалам ако тоа се оствари, а тоа ќе се оствари, мора да се оствари, а тоа мора да направиме преку политичка партија, бидејќи само преку политичка партија може да бидеме на позиција на власт, да менаџираме и да ги направиме овие реформи, вистински реформи и во образование, во култура, во Министерство за внатрешни работи, значи на многу нива на државната власт. Тоа ќе биде еден долг процес, меѓутоа заедно со наши стратешки партнери може да се направи многу побрзо. Значи имаме идеи, јас лично имам идеи, особено за Министерство за внатрешни работи, како да се промени начинот на примање на нови полициски службеници, зашто сметам дека начинот кој ќе се прави веќе овие 20 години некада 2002 навака е катастрофално погрешен. Тоа се покажува точно бидејќи во само мојата полициска станица за неполна една година се сменети избркани 10 полицајци. Значи обично се бркаат од Драчево од Ѓорче, од Ѓорче се пренесуваат тие што се митаџиите се пренесуваат во Драчево. И фактички имате само една ротација, не сакаат да ги избркаат, а верувајте за тоа има начин како треба тие да се избркаат. Мене ми е многу криво што таквите полициски службеници се на терен тамо и уште повеќе пак ми е криво за оние честни полицајци за кои што јас сум сакал да бидам меѓу нив, меѓутоа ви кажав зашто сум се одрил за мојата иднина. Не сака да се најдам како честен човек таму помеѓу некои луѓе кои што едноставно сака или не ќе стават и вас во некоја непогодна позиција, бидејќи верувајте, ја имам другар кој што избега во специјална единица од обичен полицајец, отиде во специјална единица каде што е далеку поризично платата, нема некоја разлика, само поради тоа што на работа колега му рекол, ајде сега да застанеме од дека да го стопреме оној за 200 дни за да купиме за доручок. И вика тој автоматски да става во бега, ја вика не сакам тоа, не сакам да се случи, човекот си замина таму кој си замина, а уште е пострашно што во нашата станица само во Драчево имаме неколку, мислам дека околу 5 или 6 избегани во Соединените американски држави. Значи ние имаме готови полицајци кои што се дале по 10.000 евра за образование, храна, сместување и се до тоа. И сега они во текот 5 години мора да бидат полицајци, меѓутоа кога ќе завршат тие 5 години, они можат слободно да се заминат било каде сакаат и сега ние имаме недостиг на полицајци. Конкурсот на примање на полицајци е толку безврска, толку е партиски, толку исполитизиран. Значи, буквално не може да се завртите, да видите јас, да видам полицајец како нели што викаме, да видиме полицајец, нели, по структура, физички изгледа, да има перцепција како да постапи. Јас кој ќе видам полицајец, тој татко ме обично научил секогаш да имам почит према нив, пошто мојот родител е повозрастен и така сметал дека треба да ме воспита, меѓутоа овдека со овие полицајци, да ви кажам право, не знам како да го почитувам, искрено се трудам, меѓутоа некако не оди работава, бидејќи знам капацитетот кој е за жал. И тоа е мојот порив таквите да ги нема повеќе во државата. Имаме план начин, како што викаат, па вие кога дојдете вика на позиција на власника и вие вика ќе примате партиски. Не, јас велам следното, ќе повикаме експерти од Германија, полициски службеници, ами мои пријатели од таму, кои што биле во полициската поранешна лице по скрност, но сега во отдел за безбедност, беа, видеа што се случува
ќе повикам од Германија, ќе повикам од Соединените американски држави, нека ги постават они критериумите и така ќе се избори и тогаш ниту демократи, ниту Јорго, ниту Илија, ниту било кој ќе има влијание. Значи они ќе бидат говорени за процедурата. И кај, значи за се има решение. Ова само ја кажам како практично решение. Однос, зашто сме го покренали овој фонд? Значи ние сме имали обиди, морам да искрен дека и Изет, и председател УНЕСКО, дека јас што знам, сме имали обиди со различни политички партии. Сме имали дека знае Изет со една политичка партија албанска, која што председател е жена. Сме имали со ромска партија. Сме имали, не знам, со македонски концепт. Не знам со Итега, не знам со кој. Луѓето очигледно имаат некои суети. Тоа беше пред 2 години. Се надевам дека ќе им поминат тие суети и дека ќе се свестат и мислам дека редно и конечно време заедно да се обединиме. Напротив, мислам дека овде не сме малку, јас кога сме почнале сме биле многу помалку, секој ден повеќе и повеќе растеме, граѓаните не поддржуваат, тоа го осеќам и го гледам по улиците. Затоа сметам дека тие треба да си ги тргнат малце на страна своите его и суети и конечно да го формираме овој фронт за спас на Македонија, бидејќи тој е нужен и потребен, ако сакаме ние Македонија да стварно да стане на држава каде што ќе биде Швајцарија на Балкан, како што ја нарекувам јас, каде што ќе има правда, правечност, каде што ќе има развиена економија, каде што младите нема да бегаат. И тоа ќе го постигнеме само заеднички, без таа за разлика етничка, верска и не знам каква основа. Затоа пак ги повикувам тие политички партии, зашто со Изет сме седеле заедно со тие се фаќале за глупости. Се фаќа таму, таа дошла од деканот, ето, доаѓа за 20% се фатила се тргнале. Човече, имаш 3 автобуси од дневно од тето албанци ти бегат, ти ми збори за тие 20% бе. Зашто збориме не мислам? Ова е илузорно да ги правиме овие умовите. Јас гледав пред недела дена на железничката станица во Скопје, каде што имаше 300 луѓе кои што заминуваа заедно од Македонија за Италија. И таму и македонци, албанци и турци. Што да прават? Викат, што да правиме? И сега до кога ќе се занимаваме со тие политики? Ќе се занимаваме завчера како Испет Рамадан и се кара со директорот на Канал 5. Безпотребно. Ја имав јавување вчера и замислете моето јавување во живо беше тоа, бидејќи кажат дека сум граѓански активист, да кажат дека сум партијата демократи, немаше да ме примат. А фала Богу ми дал Господ памет доволно, па ги изгледат на некој начин. Не сакам да должам многу, да повикувам сите дома да разговарате со вашите синови, ќерки и роднини, да се приклучат, да немаат страх. Јас лично немам страх. Они, верувајте, знаат, они преценуваат, ако сте во политичка партија, верувајте, они сваќаат дека вие штом сте гледали во таа игра, дека вие веројатно вредите и веќе сте опасни за нив, така да ние представаме конкуренција. А тие што избегали или некои што сме ги тргнали на нашата партија, тоа било од причини лукративни, кои што имали лични интереси, се шалтат во некои други партии, меѓутоа јас имам една порака. Вие во наредниот парламент, ние ќе ги видиме демократи во собранија, ние веројатно ќе ги гледаме надвор, па тоа ќе видиме кој бил искрен, а кој не. Да живее Македонија, да живеат граѓаните, сите граѓани на Македонија и заедно овој фронт да се обединиме кој што нас се благодарува.